Во Скопје се обновува и заштитува постојното и се подигнува ново зеленило. За една година се реконструирани 129.000 квадратни метри, а се засадени над 8.000 високо квалитетни садници на повеќе локации во градот. Градските власти велат дека акцент бил ставен на засадување нови дрвореди и обновување на постојните, а од оваа година Скопје е побогат и за неколку нови паркови. Екипите на град Скопје работат на хортикултурно уредување на зелен плоштад на булеварот Гоце Делчев на просторот зад Филхармонија. Со зеленило ќе се уреди и дворот на Министерството за култура. На просторот кај последна постојка на автобусот со број 41 во Драчево, на местото каде што неодамно имаше дива депонија, никна нов парк. Финскиот парк во населбата Ченто е реконструиран и хортикултурно уреден на површина од околу 13.000 квадратни метри. Во паркот е подигнат нов тревник и е поставена хидрантска мрежа со прскалки, шахти и хидранти, а уреден е и паркот до градешниот факултет на булеварот Партизански одреди. Минатиот месец градските власти најавија дека градскиот трговски центар ќе добие зелен покрив. Постојниот покрив, кој сега е речиси неискористен, ќе стане атрактивен простор со зелена површина за одмор, рекреација и културно-забавен живот. По реакциите во јавноста околу изградбата на зелениот покрив на ГТЦ, реакциите на архитектите дека немало конкурс за идејно решение за зелената градина на ГТЦ и дека според постојниот проект има многу бетон, градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов најави корекција на проектот во која ќе се вклучат Сдруженијето на архитекти на Македонија и Архитектонскиот факултет. По 70 години целосно ќе се уреди вториот дел на градскиот парк од хотелот Александар Палас до Луна паркот. Годинава е предвидено да се засадат нови 12.000 садници. Ова неодамна го најави директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Адријан Муџа, кој за прва Скопска рече дека покрај ова имаат и 43 нови проекти за уредување на јавните површини со зеленило и цвеќиња, но и несовесните граѓани треба да ги чуваат уредените површини, а не како што често се случува да се крадат цвеќињата што се посадени во жардиниерите и покрај булеварите. Како што каже директорот на Паркови и зеленило, се зачестува појавата на откорнати и украдени цвеќиња, но тие не може да сторат ништо во врска со тоа. Работиме на неколку проекти моментално. Само да напоменам дека оваа година има направено веќе изготвени 43 нови проекти, значи за реконструкција и подигање на нови зелени површини, како и отпочнување на проектот за реконструкција на цел втор дел на градски парк. Да, се почестија тие работите со крадењето на цвеќето, особено во градот Скопје. Ние не можеме да ги чуваме, значи не можеме да обезбедиме чувашка служба 24 часа да чување на цвеќето и зелената површина. Ако на вистина сака да го уништа тоа убаво што се прави во градот, нека им служи на чест. Ние не знаеме што друго да правиме. Во јануари годинава град Скопје и UNDP го презентираа проектот за зелен катастар на јавните зелени површини во градот, чија основна цел е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило и собирање и анализа на податоци за зеленилото. До сега се попишани 65.844 дрвја и 28.395 грмушки во парковското и во булеварското зеленило. Во рамките на проектните активности е реализирана првата фаза што опфати геодетско снимање на 650 хектари површини на јавно зеленило, изработка на веб апликација за управување со јавното зеленило и мобилна апликација за попис на дрвја и грмушки на терен.